Здраво, драги стрелци, и добре дојдовте во вашиот месечен хороскоп за јуни. Пред вас е месец кој носи чувство на движење, освежување и нови можности. Ако во изминатиот период сте се чувствувале ограничено, како да стоите во место или како да животот ви ги забавил плановите, јуни доаѓа да ве потсети кој сте на вистина. Вие сте знак кој сака слобода. Сакате нови искуства, сакате да учите, да откривате и да се движите напред. И токму таква енергија почнува да се буди во вас овој месец. Ке почувствувате дека повторно се враќа вашиот оптимизам. Ке почнете да гледате можности таму каде што претходно сте гледале пречки. И што е најважно, ке почнете повторно да верувате дека најдоброто допрва доаѓа. Главна порака за вас во текот на јуни е не дозволувај стравот да го ограничи твојот потенцијал. Понекогаш и нехрабрите луѓе се плашат. И вие не сте исклучок. Можеби во последниот период сте се двоумеле околу некоја важна одлука. Можеби сте се прашувале дали вреди да ризикувате. Или дали вреди повторно да се обидете, дали вреди да верувате во нешто што еднаш ве разочарало. И овој месец ви носи јасен одговор. Да, вреди, затоа што животот не се менува кога остануваме во истото место. Се менува кога ќе собереме храброст да направиме чекор напред. На љубовен план, јуни носи многу интересна енергија. Ако сте во врска, можно е да почувствувате потреба за повеќе спонтаност и заеднички доживувања. И рутината може малку да ве замори. Затоа ќе биде важно да внесете нешто ново во односот. Може би патување, некоја заедничка активност, некој нов план, нов сон. И малите промени можат да ја разведат блискоста. Некои стрелци ќе водат и важен разговор со партнерот за иднината. И токму тој разговор може да донесе поголема сигурност и јасност. А слободните стрелци ќе имаат повеќе можности за нови познанства. Можно е да ве привлече личност која има поинаков поглед на животот од вашиот. Некој кој ќе ве инспирира, некој од кого ќе научите нешто ново. Но не брзајте. Уживајте во процесот на запознавање. А во делот на работата и финансиите, ова е многу активен месец на професионален план. Можности може да дојдат од места од кои најмалку очекувате. Некој разговор, некој контакт, некој предлог. И затоа бидете отворени за нови идеи. Некои стрелци ќе почнат да размислуваат за промена на работата, некој дополнителен проект или нов извор на приход. И ако веќе подолго време чувствувате дека можете повеќе, овој месец може да биде почеток на таа промена. Финансиски, ситуацијата постепено ќе се подобрува. Но е важно да не носите импулсивни одлуки. Вие сакате да уживате во животот, а тоа е прекрасна особина. Но понекогаш е потребно и малку повеќе планирање. Мудрите одлуки денес може да ви донесат голема сигурност утре. Во текот на јуни ќе сватите дека некои ограничувања постоеле само во вашата глава. Работи што сте мислеле дека не можете. Цели што сте мислеле дека се преголеми. Соништа што сте ги откажувале. Или одложувале. И сега ќе почнете да ги гледате со поинакви очи. И тоа може да биде многу мокино. Ова е месец во кој треба повторно да почнете да сонувате поголемо. Да си поставувате повисоки цели, да престанете да се задоволувате со помалку отколку што навистина сакате. Не затоа што сте незадоволни, толку знаете дека сте способни за повеќе. И во делот на некои пријателства или нови контакти, оваа област ќе биде особено активна. Можно е да запознаете луѓе кои ќе одиграат важна улога во вашиот живот во иднина. И некои од тие познанства ќе бидат поврзани со работа, а некои со вашиот личен развој. Трети пак едноставно ќе внесат повеќе радост во вашето секојдневие. Така што не се изолирајте, излегувајте, комуницирајте, бидете отворени за нови сретби. А вашите најголеми можности во јуни доаѓаат преку патувања, некои нови познанства, учење и едукација, некоја работа преку интернет, креативни проекти и секако лична храброст. И колку повеќе се движите, толку повеќе можности ќе откривате.
Ова не е месец за стоење во место. Ова е месец за акција. А најголемиот предизвик може да биде нетрпеливоста. Ке сакате резултатите да дојдат веднаш. Ке сакате работите да се случуваат побрзо. Но некои процеси бараат време. Не се откажувате само затоа што нешто не се случило веднаш. А исто така избегнувајте да превземате и премногу обврски одеднаш. Не мора да правите се во еден месец. Фокусирате се на она што е најважно. И еве една моќна порака за стрелците во јуни. Драги стрелци, во вас од секогаш постоел дух кој одбива да се откаже. Дух кој верува дека зад секој предизвик постои нова можност. И токму тој дух повторно се буди во вас. Не дозволувајте стравот да ви каже дека не можете. Не дозволувајте минатите неуспеси да ви ја украдат иднината. Не дозволувајте тугите сомнежи да станат ваши ограничувања. Пред вас има нови патишта, нови искуства, нови можности. Но е потребно да тргнете по нив. Верувајте во себе. Верувајте во својата срекна звезда. И верувајте дека понекогаш недобрите работи се случуваат токму кога ќе се осмелиме да направиме чекор во непознатото. Драги стрелци, ви посакувам возбудлив, успешен и инспиративен јуни. Ако ви се допадна овој хороскоп, напишете во коментар подготвен или подготвена сум за нови можности. И сега го претплатете се на каналот за повеќе видеа. Ви благодарам.